Дали јавното обвинителство има двојни стандарди за осомничени во било кој случај во споредба со третманот кон специјалната обвинителка Катица Јанева, што се сомничи за злоупотреба на службената положба во случајот Рекет. За ова постојат сомнежи, бидејќи по 40 дена од почетокот на истрагата на јавното обвинителство за Рекет, за кој првично беа осомничени Бојан Јовановски и Зоран Милевски, кои пак зад решетки во шутка веќе го минуваат вториот месец. За Јанева одлука за притвор се донесе дури вчера. Иако оправдувањето на Вилма Ристовска, обвинителката што го води случајот, еоти не располагале со доволно докази. Јас никога нема да донесам наредба за истрага, а не камоли да барам притвор без доволно докази. Неминовно се поставува прашањето дали на специјалната и е дадено премногу време, па доколку е виновна, можела да уништи доказни материјали. Според познавачите на правните процедури, постапувањето на основното јавно обвинителство во случајот Рекет, а за третата обвината, во најмала рака, е чудно. Многу се чудни постапките на обвинителството, каде што имавме телефони кои се одзимаат, па лицето од кое се одзимаат нема никакво својство, па не се повикува на распит, па телефоните се форматирани, може би се уништуваат докази, обвинителството на одмор не презема ништо, така да контроверзи го пратат овој предмет. Дали имал било кој осомничен доволно време во 3 недели или месец дена да уништи докази, имал. Апсолутно. Доказите може да се уништат за многу кратко време, а не за период од неколку недели. Поради смртта на нејзината мајка, обвинителката на Јанева и дозволи да оди на погреб во Гевгелија, што е човечно. Но ваква сочувствителност за други обвинети Русковска немала. Таа во иста ситуација лани, кога починала мајка на обвинет, не дозволила тој да се прости од својот родител. Станува збор за Душко Лазаров од МВР, кој пред 1 година беше притворен поради основи за сомнение, оти не е испочитувал наредбата на тогашниот министер Агин Нухил да прати полициско засилување за спас на пратениците и новинарите на 27 април 2017 година за време на нападот во собранието. Неговата сопруга преку статус на Фејсбук подсети за ова. Сочувство до Катица Јанева, но сочувство и до правосудниот систем. Вилма Русковска тогаш не му дозволи на Душко Лазаров да се прости од мајка си. Најчовечно ја молам Вилма Русковска, барем за момент, кога ќе се најде во ваква ситуација, да се сети на Душко Лазаров. Познавачите на правосудниот систем и адвокатите, но и новинарите што со години ги следат судските случаи се согласни. Оти Јанева ужива привилегии како осомничен, како и дека ОЈО постапува дури по притисок на јавност. Да беше друг во прашање, обичен граѓанин, до сега многу одамна ќе беше во притвор. Апсолутно сум на линија по тоа прашање, дека да беше било кој друг граѓанин, истата веќе ќе беше во притвор. Да немаше притисок од јавноста, ние уште долго веројатно ќе слушавме изјави од Катица од типот како што ја даде вчера, каде што вели јас се уште сум специјален јавен обвинител. Истрагата за Рекет се уште трае. Според скицата што може да се направи по јавно споделените информации од основното јавно обвинителство, обвинетите земале 1,5 милиони евра од бизнисменот Јордан Камчев и неговата сопруга за олеснителни околности во случајот Империја, кој го водеше специјалното јавно обвинителство.